Добар ден, јас сум Сонја Стефановска, професор во Средното градежно гимназиско училиште на град Скопје, Здравко Цветковски од Скопје. За техничкото образование по предметот патишта од трета година за градежен техничар имаме нова наставна содржина за материјали за изработка на долниот строј, геомеханички критериум, технолошки критериум за материјалите и истражувачки работи. Но за почеток да се подсетиме како го вршиме проектирањето. Проектирањето на долниот строј е процес кој се работи истовремено и со трасирањето кој што се одвива на објектот. Тука спаѓаат типски решенија за попречни профили, ситуационен план, подолжен профил. Карактеристичните попречни профили беа ископ, насип, засек и поретко во галерија. Попречните профили се цртаа најчесто во размер 1:100, 1:200, може 1:250, во зависност од големината на патот. Кубатурата на земјаните маси ја утврдуваме врз основа на средната површина на профилот помножена по познатото растојание, односно по Винклеровата формула која што изнесуваше V, која што е дадено V големо за волумен, еднакво на P1 плюс P2 врз 2. P1 е површината на едниот профил, понатаму P2 е површината на вториот профил, значи врз 2 е средната големина и помножена пати L, познатото растојание. Дали 10 или 20 метри, тоа зависност од големината на патот. За да го определиме оптималниот распоред на земјината маса, се употребува најчесто Брукнеровиот графички метод, кој користи крива односно полигон. Материјали за изработка на долниот строј. Значи, пред изведувањето на патот, ние треба да ги испитаме и да ги дознаеме какви се материјалите, односно теренот низ кој што ќе минува патот. Се прават истражувања и земјиштето се класифицира. Постојат два критериуми во главно, според кои се врши поделба на земјиштето. Тука ќе ги определиме тие геомеханички и технолошки критериум. Според геомеханичкиот критериум, првата поделба на земјата за потребите на патот се врши според стандардите за земјани работи на патиштата. Според неа се разликуваат земјен материјал прво, каменит материјал и специјално земјиште. И сега посебно, во земјан материјал спаѓа хумус, тоа е еден површински земјан слој кој е со органски состав, не се употребува за трупот на патот, затоа на почеток го вадиме хумусот, но се употребува за хумузирање на косините. На крајот од изведбата на насипот ги хумузираме косините за да се спречи ерозијата на теренот. Понатаму имаме ситно зрн врзан, односно кохерентен материјал. Тоа е глина, камено брашно, лес и многу ситен песок. Крупно зрн врзан, некохерентен материјал, каде што спаѓа песок, чакал и нивните мешавини. Камените земјишта во нив спаѓаат во каменот полуцврст камен, кој што се копа без употреба на експлозиви, тоа се лапорци, разни конгломерати, распаднати шкрилци. Понатаму во втората група спаѓаат цврсти камења, кои што се ископуваат со минирање. Тие се варовници, доломити, седиментни карпи и друго. И многу цврсти карпи, камења карпи со еруптивно потекло, магматските карпи, каде што како представници се гранит, порфир, габро, сиенит и други карпи. Во специјално земјиште пак спаѓа тресетот, тиња и калта. Овие се со многу мала носивост, многу збиени, се заситени со вода, не се применуваат за изработка на долен строј. Според меѓународно важечките прописи,
Земјата како земја, како материјал, земјаниот материјал е поделен во 6 основни групи. Прва група е чакалот, тоа е минерален камен со големина на зрната од 60 мм до 2 мм. Песокот, исто така минерална, со големина на зрната од 2 мм до 0,06 мм. Прашина со големина на зрна од 0,06 до 0,202 мм и глина сите зрна кои што се помали од 0,202 мм. Понатаму имаме органско земјиште, кое што е создадено со распаѓање на органски и растителни организми, и тресет, влакнести состојки од растително потекло натопени со вода. Според технолошкиот критериум, односно материјалите се класифицираат во 7 категории. Тоа значи според нивната геотехничка карактеристика и алатот за обработка. Во првата категорија, од првата до четвртата категорија се земјаните материјали, додека 5, 6 и 7 веќе спаѓаат карпи. Во првата категорија спаѓа лесна земја растресита која што се копа само со лопата. Во втора категорија спаѓа плодно земјиште, здравица, набиен песок, слаба внатрешна врска која има, се копа со лопата или ашов. Во трета категорија спаѓа цврста и жилава земја, природно влажна земја со мал процент на песок, се копа со ашов и копач. Во четврта категорија пак спаѓа земјиште кое поминува низ карпа, камена дробина, сува глина, трошни карпи, се копаат со лостови, клинови копачи, а ретко со експлозив. Понатаму веќе во петта категорија имаме средно цврсти карпи, варовник, цврст вулкански камен и конгломерати се разбиваат со клинови, употреба на барот, експлозив. Во шестата категорија пак имаме цврсти крути карпи, доломити, конгломерати, се разбива со експлозив. И во седмата категорија имаме многу цврста жилава карпа, магматските карпи како гранит, порфир, базал, диорит се развиваат единствено со експлозив. Истражувачки работи. Пред да се почне со изведба на долниот строј, теренот мора да биде истражен, односно да биде испитана земјата, земјаниот материјал или карпестиот материјал, за да биде утврдена геолошкиот и геомеханичкиот карактер на подлогата. Со помошта на овие истражувања ќе се даде одговорот како од кој материјал ќе се гради долниот строј е исклучителна важност за едниот пат, бидејќи рековме дека земјаните работи во градењето на патот се голем процент од групите градежни работи. Постапки при истражувањето. Тие се разликуваат во зависност од висината, односно длабочината на насипите и ископите. Кај ископи и насипи подлабоки од 2 метри се прават сондажни дупчења со дупки кои што се од фи 60 до фи 150 мм, на растојание се од 100 метри и се утврдува составот на земјата, наклонот на слоевите и нивото на подземната вода. Овие дупчења се прикажуваат на надолжен профил во размер 1:100/1000, што е прикажано на следниот цртеж. Значи, тука имаме насипи и ископи, кои што се дадени како теренска линија и една нивелета каде што треба да помине патот. Тука имаме дупчења, бидејќи се ископите поголеми и насипите од 2 метри, кои што се сондажните дупчења на растојание од 100 метри. Прикажани се истражните сондажни дупчења. За плитки пак ископи и насипи и засеци со висина до 2 метри се истражуваат, земјиштата се истражуваат со сондажни ископи. Со лабораториските испитувања се утврдуваат физичко-механичките својства на материјалите, како што се волуменска тежина,
порозност, индекс на пластичност, а деформацијата на земјата се испитува по метод Калифорниски индекс на носивост. Врз основа на овие лабораториски испитувања се пристапува кон изработка на главниот проект. И за наредниот час имаме прашања за повторување кои гласат: според геомеханичкиот критериум и според стандардите на земјани материјали, работи како се дели земјаниот материјал, што се спаѓа во земјан, каменит и во специјално земјиште. Според меѓународно важечките прописи, на кои групи се дели земјаниот материјал, кои се тие групи. Според технолошкиот пак критериум, на кои категории се дели земјаниот материјал и кои се тие категории. Објасни. Наброј ги постапките при истражување на долниот строј и нацртај пример за сондажни дупчења. Се надевам дека работата ќе ви биде пријатна и се гледаме наредниот час. Ви благодарам на вниманието.